Вторден конгрес на ВМРО-ДПМНЕ во Баландово. На 16-тиот вонреден конгрес партијата го избира Христијан Мицковски за нов председател. Токму единствениот кандидат за наследник на Груевски е причина што половина од поранешното раководство, поранешни министри и високи партиски функционери не се дел од овој настан. Меѓу нив се бившите министри Никола Тодоров, Никола Поповски, Антонио Милошевски, поранешниот спикер во Собранието Трајко Велјановски, но и Илија Димовски и Филип Петровски. Дел од нив беа претенденти и за кандидати за председател на ВМРО-ДПМНЕ, но не поднесоа кандидатури бидејќи сметаат дека овој конгрес се организира под нефер услови и околности. Организаторот Спиро Ристовски вели дека ги почитува различните мислења во партијата и тие за него се добар знак за демократскиот капацитет на членството. Но неопходно е новиот лидер да продолжи да ги реализира политиките пред се на единството и сплотеноста внатре во партијата. Но лидерот не може сам. Важен е придонесот на секој еден поединец во нашата партија. Секој дополнителен импулс е важен. Во оваа земја, политиките на разнебитувањата кои во моментов се спроведуваат, мора да бидат заменети со политики на јакнење на свеста, на соработката, свесноста и сплотеноста кон политиките кои цврсто се втемелени во единствената визија која имале нашите предци, нашите идеолошки предци, а тоа била единствена, силна и просперитетна Република Македонија, со што ќе ја вратиме земјата на народот на вистинските патеки. Верификационата комисија на 16-тиот вонреден конгрес на ВМРО-ДПМНЕ потврди дека присутни се 411 од вкупно запишани 544 делегати. На конгресот се избира нов председател на партијата, а единствен кандидат е Христијан Мицковски. Пред почетокот на конгресот, синоќа Мицковски рече дека се надева да дојдат потребниот број делегати. Тој изјави дека има подадена рака, но и отворена прегратка за сите поранешни функционери од партијата, особено за оние кои што не се присутни на конгресот. Раката не само што е подадена, туку и прегратката е отворена, така што секој добронамерник, вклучително и луѓето кои што се ориентирани према ВМРО-ДПМНЕ, но и сите граѓани кои што сакаат и кои што имаат намера да ги поддржат политиките на ВМРО-ДПМНЕ во иднина се добре дојдени. И јас само очекувам поддршка од граѓаните на Република Македонија, бидејќи сведоци сме дека во изминатиот период, во изминатите 7 месеци, ние само гледаме деструкција, закани, уцени од страна на владата која што предводи Социјалдемократскиот сојуз, но на што мене како човек најмногу ме загрижува е безидејност, односно немањето конкретни профили и насоки како во иднина ќе се развива нашата татковина. Така што не зборувам за тие исклучителни луѓе, мои сопартици, браќа со кои што сум извојувал голем број победи, сме тагували и сме се радувале заедно минатото, туку и општо тоа е подадена рака и отворена преградка кон сите граѓани во Република Македонија. И досегашниот председател Никола Груевски даде изјава во која што рече дека важно е да се донесат мудри одлуки. Треба да имаме мирен и транспарентен конгрес. Треба да се донесат мудри и рационални одлуки. И треба да се насочиме потоа кон напредна и просперитетна Македонија, а предуслов за тоа е рушење од власт на нашиот политички опонент СДСМ. И верувам дека работите ќе одат во оваа правец. На синокешните дискусии според делегатите имало и остри и критички говори за досегашното раководство, но и за политиките на партијата.